Во овој подкаст со доктор Вилма Ампова-Соколов, првата жена интервентен кардиолог во државата, ќе дадеме одговори на бројни прашања поврзани со интервентната кардиологија. Од тоа, кога да одиме на лекар, до детали околу проблемите кои се решаваат со неинвазивната кардиологија во ангиосала. Но и ќе зборуваме за предизвиците како е да се биде жена во поле во кое доминираат мажите. Во ова издание на подкастот Медицински совети, како прва гостинка, имаме доктор Вилма Ампова-Соколов, првата жена интервентен кардиолог во државава, која што всушност е специјалист по интерна медицина и субспецијалист по кардиологија. Докторка Вилма е позната во нашата клиника, има многу пациенти. Еве си дозволивме денеска да ја украдеме од пациентите и да ја донесеме во нашето студио и да одговориме на некои прашања кои што често се појавуваат во нашата работа, во маркетинг секторот, во смисла се прашуваат одредени дијагнози поврзани со срцето, кардиоваскуларниот систем и се што оди понатаму како проблематика. Докторка Вилма, добре дојдовте во подкастот. Ви благодарам што прифативте први да учествувате и се надевам на еден убав информативен разговор за нашите следачи. Благодарам за поканата и за укажената чест, нели као прв доктор кој што ќе учествува во ова, јас мислам дека ќе биде прекрасна емисија, која што ќе им даде на пациентите шанса да си го најдат патот, нели, до дијагнозата, прво симптомите и после до дијагнозата и патот до решавањето на нивните здравствени проблеми, посебно во кардиоваскуларниот систем. Така, јас како што ве најавив, вие сте интервентен кардиолог. Што конкретно опфаќа вашата работа, колку е тоа специфично за вас конкретно? Вие сте од 2002 чинам во клиника Жан Митрев. Како се развиваше еве тој период, за да што ве повлече кардиологијата, како ве повлече за да влезете тука поспецифично и подетално? Значи, интересното е што во Жан Митрев се вработив на 1 април. Денот на шегата. Денот на шегата. Значи, на 1 април почнав со работа. Нормално, од клупа во една супер модерна и напредна институција, зборувам во областа на кардиоваскуларната хирургија, тогаш Филип II, значи 6 кревети интензивски, 6 кревети полуинтензивски, една операциона сала и по 6 до 9 операции на ден. Така почнав. Значи тоа беше онака моето прв печаток кога, нели, дојдов на работа и онака сите турбо работат, нели, јас малце се чудам, викам, вау, нели, како ќе се снајдам се во овој, нели, супер турбо вакво систем на работа, кај што нели под контрола апсолутна на доктор Жан Митрев. Така да кога почнав на интензивна нега, значи, и тоа беше као едукација, нели, почнуваш едукација, која што, каде и така натаму, дури работев и со сестрите еден период, значи, нега на болен, лекови, спремање, све, значи, едукација од нели, па натаму. Така да и не почнав одма специјализација, значи, прво работев, мислам дека 2 години добри работев, нели, скоро на сите оддели во клиниката и кога дојде време, значи, нели, да се запишувам на специјализација, нормално, нели, тогаш го одбравте тоа што го сакавте. Тоа што го сакав и со помош од доктор Митрев. Значи, во смисла, кога ме праша што сакаш да специјализираш, нели, јас најпрво кажав анестезија. И тој ми вика, анестезија да, ама малце те ограничува, нели, се интересираш од кардиологија, и тогаш влегував јас во сала, во ангиосала, нели, помагав и така. Значи, те интересира и тоа, запиши, нели, интерна медицина, па после можеш да се одлучиш за тоа што те интересира натаму да работиш, нели, во животот. Дали беше вистински погодок? Така да, тоа беше вистински погодок. Јас запишав интерна медицина, после тоа направив и субспецијализација и многу години, можда од кога се запишав на специјализација, се бавам со интервентната кардиологија. Нели, кардиологијата како наука, нели, како специјалност, нели, за мене.
Така да тоа е тоа што Тоа е вашиот почеток, не професионален. Иначе Сега сте све беше нели многу работа, многу учење, многу труд. Значи, за да може да се стигне некое ниво, нели, на кое што на вистина ќе можеш да помагаш на луѓето, нели, на пациентите и така. И така, како е да се работи во клиника Жан Митрев сега, бидејќи и сега постојано имаме, нели, пациенти кои што им треба постојано помош. Вие конкретно работите во ангиосалата. Да. Еве за нашите следачи и гледачи да појасниме што значи тука, со која проблематика здравствена конкретно работите и најчесто со кои пациенти? Вака, јас работам све што е кардиологија, нели, инвазивна и неинвазивна, доминантно ми е инвазивната кардиологија, тоест работам во ангиосала. Значи, кај нас во болницата доаѓаат пациенти со сите можни диагнози и болести, нели, што се поврзани со кардиоваскуларниот систем. Така да во ангиосала што се работи? Во ангиосала се работи и диагностика инвазивна. Што значи инвазивна? Значи тоа е со катетри, со жици, одење до срцето, значи снимање на артерии, значи на артериите на срцето, тоа е уствари таа позната коронарографија која што доминирам, мислам дека во сите сали во светот, пошто тоа е основната диагностика на кардиоваскуларниот систем, значи на хранењето на срцето. Така да во ангиосала правиме коронарографии, каротидографии, периферни ангиографии, флебографии, снимање на вени, снимање на артерии, значи буквално снимање на сите, може да се направи снимање на сите артерии во човечкиот организам. Во поново време со појавата на мултислайсот вакво компјутерот, нели ги избегнуваме тие снимања на периферии, каротиди заради инвазивноста, значи неинвазивно е полесно, но за диагностика на срцето, значи на срцевите артерии, значи се уште коронарографијата, нели, е водечка диагностичка метода на за докажување, исклучување или третман на коронарната артериска болест, односно запушување на срцевите артерии или поедноставно кажано инфаркти или стари инфаркти или стеснувања кои што се значајни и витално важни за пациентите. И така, ја споменавме таа ангиосала која што се наоѓа во вашиот деловен простор каде што работите, со што е опремена, колку клиниката вложува во опременост, во тимот, оти нели не работиме сите сами, сите имаме тим кој што стои зад нас. Точно. И кој што постојано дава поддршка 24 часа 7 дена во неделата. Да, баш добро што го поттикнавме ова прашање. Значи прво сакам да кажам дека болницава Жан Митрев како болница, значи е опремена со тоа што е, да кажам, број 1 во светот како апаратура. И кога слушам, нели, кај пациентите вакви ласери, такви ласери, не знам, такви апарати, вакви, ние за тоа не ни разговараме во болницава, затоа што тоа го имаме. Секако го имаме најсовремено. Го имаме, да. Така да, како и операционите сали, така и, нели, ангиосалата, значи, се има апарати кои што се, нели, број 1 во светот. Так. Или можам слободно да кажам дека тие не само што ги имаме како број 1, него тие се менјат, се подновуваат, се надоградуваат. Да кажете, постојано имаме најновиот модел. Постојано имаме нешто што е најдобро, да кажам. Зошто? Затоа што таков ни е принципот на работа. Значи, така било секогаш, од кога е отворено како Филип II Жан Митрев, така и сега. Значи, коронарната единица, нормално, јас работам со тимот сестри кои што се специјализирани за тоа. Нели, сето тоа е, нели, едукации, ресурси и така натаму. Колегите кои што работат со мене, секој од нив има нешто што работи, нели, кои што се занимава во целата работа. Значи, зборувам за еден тим кој што
работи во посебни услови. Значи тука имаме рентген зрачење, ние директно сме изложени, нели? Иако, нели, апаратите кои што во моментот се во клиниката и во светот што се создаваат како нови имаат минимален риск од било какво, нели, штета по пациентот и по нас, и плюс имаме дополнителна заштита, така да сето тоа е една многу добра организација, нели? Многу добра координираност во сето тоа, нели, затоа што за да влезе еден пациент во ангиосала треба да се припреме, нели, треба да се да знаеме точно што правиме, нели, какви материјали користиме и така натаму. Така да тоа е една супер организирана работа, нели, од тим кој што навистина знае што прави. Така, јас реков, вие секој ден работите со пациенти, имате амбуланта во која што примате 10-20, можеби и повеќе пациенти дневно. Со каква најчесто проблематика доаѓаат луѓето кај вас, а е поврзана со кардиоваскуларен систем и срце? Што имате забележено вака последниве 10 години? Вообичаено, луѓето кога имат некаков граден дискомфорт, по принцип, било каков, не мора да е од типот на градна болка или не знам, дискомфорт, стегање, гушење, замор, не знам, значи, обично се јавуват на лекар, нели? Кардиологијата е во кардиологијата има многу болести. Значи, болести на ендокардот, на миокардот, на валвулите, на крвни садови, значи сите тие се поделени во оддели, нели? Али генерално сите тие и дават некакви симптоми и пациентот го водат да се јави на доктор. Со јавувањето на докторот, нели, се прават палета од испитувања. Така да се што е во кардиологијата е поврзано со, нели, граден дискомфорт кој што ги носи пациентите на доктор. Во кардиологијата што е број 1 за смртност кај населението? Не зборам само кај нас, зборам во светот, во светско ниво. Значи што е тоа е акутниот инфаркт. Значи акутна коронарна болест или коронарната артериска болест која што ја има, која што се води и се очекува дека незината, значи, причина за смртност кај населението ќе се зголемува и покрај сите современи мерки и така натаму што се презима, значи дека таа пак ќе зема замав, нели, пак ќе ја има и пак ќе биде, да речам, пред малигните заболувања и пред останатите болести причина број 1 за смртност. И покрај сите едукации што ги правите и се друго. Покрај сите третмани и така натаму. Зошто се случува ова, докторка? Да, зошто се случува кога луѓето знаат веќе што треба да прават, што да јадат, значи, да се движат? Поврзано е со вака, значи ако збореме, значи, за коронарната болест, да ја земеме као водечка, нели, тоа што го кажав, таа е и водечка причина за смртност кај населението. Се напијам вода. Да, нема проблем. Дали често пати доаѓаат луѓе кои што имаат таква опасна градна болка кај вас во амбулантата? Колку често е тоа? Генерално, градната болка е причина луѓето да дојдат на доктор. Градна болка, како не е диагноза, градната болка е симптом. Имам градна болка. Градна болка може да има од аортата, од срцето, од аортата, од плуќата, од хранопроводот, медиастинумот, нели, све тоа што е околу срцето. Градна болка може да имат тие што имат проблем со белите дробови и така натаму. Значи тоа се градната болка од каде све може од абдоминални органи, од панкреас, од желудник да има. Па да се почувствува болка во градите. Сега кога доаѓа, значи има градна болка која што се појавува од сите овие органи. Има градна болка која што укажува на витално загрозувачки состојби. Тоа е акутен инфаркт, медиастинит, воспаление на средниот дел, таму баш каде што се наоѓа срцето, пукната аорта, нели, дисекција на аорта, белодробна емболија, руптура на хранопровод и така натаму. Тоа се витално загрозувачки. Значи за нив пациентот кога доаѓа
значи мора диагностика одма, нели? Значи да се направи диагностика правилно. Колку временски може... тоа значи? Кога иде пациент треба да почувствува дека веднаш мора да се јави на кардиолог? Кога има јака, неиздржлива болка или било каква болка која што е зад градната костка или во градниот кошт, е задолжително и е ново појавена, нешто што го немал до сега, е задолжително хитно пријавување на лекар. Значи, јавување на лекар, за да може сето тоа да се исклучи. Има градни болки кои што и не се поврзани со срцето, но додека не отидеш да се испиташ, так, значи нема да знаеш, нема да можеш да знаеш, нели, дека имаш некаков проблем, нели, кој што може да биде и многу сериозен. Да. Како би течело тоа, колку временски во клиника Жан Митрев е тоа испитување, дали се прави во клиниката? Ние имаме GCI акредитација, ние имаме итна служба, значи каде што сите пациенти кои што доаѓаат ургентно се збринуваат. Имаме протокол како тоа се прави, значи сега да не ги кажувам сите протоколи, ама има ситуации кога, нели, секој пациент кога доаѓа се причекува, се прашува како што, нели, какви симптоми има, зошто доаѓа на доктор и така натаму. Значи има ситуации кога пациентот мора одма да се прегледа, значи веднаш, сега, значи се прават сите ЕКГ, ЕХ, лаборатории и така натаму, му се стават канили и така натаму. Има ситуации кога може да почека, нели? Има тоа се све критериуми за прием на пациент на ургентна. Но пациент со јака градна болка, со препотување, нели, пошто болката во градите, значи има и карактер. Так. И таа се знае колку е јака, каде се шири, кај се распрострира, значи има критериуми и градната болка се дефинира за одделни болести, нели. Сето тоа се прави на ургентен центар, кој ќе се направи сето тоа, имаме тука компјутери, магнети, коронарографии, све што е потребно на пациентот за да се добие диагностика. Можам да кажам дека сето тоа се прави веднаш кај пациенти кои имаат потреба од такво нешто. Да, тимот е секогаш подготвен за такво нешто? Секогаш е подготвен, 24 сата, секој ден по неделата. Значи, слободно, нели, може некој што има било какви симптоми, значи од типот на градна болка, јака, ново појавена или стара која се засилува, има и такви пациенти. Така да ние сме отворени за експресна или брза диагностика. Да споменем тука и дека веднаш доколку е потребна операција или било каква интервенција, салите се секогаш. Значи вака, значи сакам да потенцирам хирургијата и кардиологијата се надополнуваат. Кардиологијата диагностицира, кардиохирургијата лекува, нели, или интервентната, кардиологијата општо, нели, неинвазивната, ехо, компјутери, магнети, не знам што на срце. Тоа се диагностиката, а интервентната кардиологија и кардиохирургијата се тие што го надополнуваат, тоа се решението. И така да ние соработуваме заедно, дури има интервенции кои што ги правиме заедно и така. Да, во однос на вашето искуство до сега, во однос на пациентите што ги имате, дали може да поделиме мажи, жени, старосна граница, како се движат тие параметри во однос на кардиоваскуларните заболувања, се менува ли нешто? Вака сега, не можеме општо да збориме за кардиоваскуларните заболувања, како ова, можеме да збориме за определен тип, нели. Например, кардиоваскуларните заболувања од типот на коронарна артериска болест, до определена возраст, значи мажите боледуваат 2 пати повеќе отколку жените, жените после менопауза, промена на хормони и така натаму, значи се изедначуваат, да кажам, временски, заболувањата, временски, да. Се изедначуваат едно на едно, колку жени, толку мажи заболуваат, значи нема правило. Но дали се почесто имате млади мажи кои што имаат проблеми со... Возрастната граница се спушта, нели, спуштена и за мажите и за жените. Сега, што е причината? Прво има едно нешто што се вика генетика. Значи, генетиката е, има 5 души во фамилија вакво. Кои што се со таква проблематика? Со таква проблематика, да, нормално, дека и нивното потомство може да има голем процент, може да има нели, коронарна болест. Но има и нешто што се вика фактори кои што
ние сами стекнати, како да кажеме, во текот на животот си ги правиме. Да, тоа е стресот, високиот притисок, диабетот, пушењето, исхраната, така да сите тие се фактори кои што го провоцираат и се надополнуваат некогаш и на генетиката и провоцираат, нели, создавање на кардиоваскуларни заболувања. Да, кои се најчестите интервенции што се прават во ангиосалата? По тоа може да оцениме и што најчесто е проблем кај луѓето. Значи, во ангиосала доаѓаат пациенти кои што веќе се прегледани и кои што имаат потреба од дополнително или по-конкретно или по-детално испитување. Значи, во ангиосала се прават коронарографии. Тоа е диагностичка процедура за коронарните артерии, артериите на самото срце. Така, со таа процедура всушност ги гледате сите најмали детали, како функционира срцето, има запушување или нема. Значи, со таа процедура ние ги гледаме само артериите на самото срце. Значи, се гледа дали има запушувања, дали имало инфаркти, немало инфаркти, и не секој инфаркт знае да биде таков. Може го поминал, не знае, нели, кој се направи коронарографија, тоа ти е, нели, 100% диагностика. Која ќе се коронарографијата е само за крвни садови. Значи, таа не е вакво. Стриктно се снимат крвните садови, значи лева и десна коронарна артерија и се проценува нивниот статус и потребата од тоа дали има потреба пациентот да се третира и каков третман. Значи, дали оди само со лекови, дали има потреба од стентови или има потреба од байпас хирургија. Значи, се прават каротидографија, снимање на крвните садови на мозочни артерии. Значи, тоа се тие на вратот, што ги... Снимање на артерии, на раце, на нозе, ренални артериите, на бубрезите, артериите на внатрешните други органи, се права снимање на периферна ангиографија, значи артериите на нозите, буквално све што е артерија, значи може. Тука се прават катетеризации, значи катетеризации на срце, десна, лева катетеризација кај пациенти кои што имат валвуларни проблеми, нели многу време поминало, нели со болеста, дали не упатен на време или од страф не дошол на доктор или игнорирал болеста и така натаму, па дошло до ситуации до кои што мора да процениме дали може или не може да се оперира тој пациент, нели? Со вродени аномалии кои што се пропуштени или кои што ги знаелме се ваква валвуларни заболувања, притисок во плуќна артерија, нели? Тоа се све болести кои што барат катетеризација, да кажам, не сите, но повеќето од нив, за да се знае третманот натаму каков ќе оди, нели? И терапијата каква би била, нели? Што третираме. Тука се прават, значи, интервентни процедури во ангиосала на деца, на возрастни со вродени аномалии. Значи, сега во поново време се правиме, значи, тави процедури или тоа е третман на аортна стеноза без операција. Што значи тоа без операција? Што правите на пациентот? Значи, прво сакам да објаснам што значи аортната стеноза. Аортната стеноза е калцификати на аортната валвула или таа валвула од каде што е на излезиштето од срцето, каде што треба да се пренесе оксигенирана крв до сите органи и системи, значи пред аортата. Таа валвула, значи, се дегенерира, се променува, значи, од различни причини. Може да е стекната, или, уствари таа е стекната, во текот на животот. Најчеста причина кај ова болест е реуматската треска, која што е прилежува некаде на детска возраст и полека 10 до 20 години, 15 години може да еволуира, или да настанат такви промени на валвула. И да настанат промени кои што веќе барат поинтензивно следење или третман. За секоја аортна валвула, нели, која што е сериозно болна, нели, си има и критериум, таа е градуирана, таа е степенирана, значи се знае прва, втора, трета степен тешка, лесна атероматоза само променета, лесна степен, тешка степен, умерена степен, тешка степен. Значи кај тешка степен, значи веќе мора да се преземе одредени решенија. Да, значи
пациентите кои што се во тешка степен генерално одат на кардиохируршка операција. Нели? Тие што се со умерена или со лесна, значи се следат и за да се определи правиот момент на третман на таа валвула. Така да кога имаме тешка или критична аортна стеноза, значи се размислува каков ќе биде третманот. Од што зависи дали ќе биде оперативен, се уште доминира оперативниот третман, како решение на овие проблеми, да. Значи, што е важно да се знае кои пациенти одат на таа процедура. Тоа се возрастни пациенти над 75 години, значи пациенти кои што се и 80, нели? Пациенти кои што мора да им се реши валвулата. Јас тоа секогаш го кажувам на пациентите, не за да, не знам, за да живее без проблем. Има пациенти кои што ако таа болест е толку напредната, практично не можат да дишат, не можат да јадат, да пијат, се полнат со вода, барат чести медицинска помош, значи чести хоспитализации, сето тоа истоштува и пациентот и сите околу пациентот, нели? Да. Колку квалитетно ќе му се смени животот, доколку... Значи, битно е да се смени квалитетот на живот. Да. Значи, тави процедурите се прават точно за такви пациенти кои што имат и други хронични болести, хронична белодробна болест, имат инфаркти, мозочни удари. Значи, кај кои одат тави процедури, кај кои пациенти се важни да се направат тави процедури. Тоа се кај пациенти кои што се над 75 годишна возраст, кои што имат и други коморбидитети, значи имат други операции, интервенции, реуматоидни артрити, хронична белодробна болест, ниски сатурации, имат, да кажам, операции на други органи, системи, така истоштени. Така да, тоа се пациенти, група на пациенти кои што, да кажам, ќе поминат помалку инвазивно, отколку да одат на кардиохирургија, нели? Ќе се прескокни таа машината за екстракорпорална циркулација и така натаму побрзо ќе се опорават, но не значи дека тоа е така процедура се прави си одат утре дома, нели? Да. И тука имаме, нели, работи за кои што треба многу сериозно да внимаваме. Значи, за да не настанат компликации и така натаму. Така да пак ќе потенцирам се уште доминантно во третманот на кардиоваскуларните заболувања, во третманот на тешката аортна стеноза е кардиохирургијата, нели, затоа што сега, пошто знаат луѓето дека има и друга опција, да, па ја барат као можност и навистина е се уште за група од пациенти над 75 години, затоа што ако се стави валвулата, например, па рестенози, па не знам што се случуваат на тој млад човек, после ако треба да се прави кардиохирургија, све е многу покомплицирано. Така да, ако е млад човеков и ова, е подобро да се реши кардиохируршки, за да, нели... Но за тоа сте вие тука да точно оцените за кој пациент кој е најдобро решение. Да, точно, значи ние правиме многу сериозна проценка, значи за пациентите кои што одат на таква интервенција, како што одат и пациентите на кардиохирургија, значи тука се прегледуваат, се мерат стопати, се прават компјутери на аорта по кардиопротокол, се гледат крвни садови на срцето, значи се гледат крвни садови на нозете од таму од каде што ти преку препоната се оди. Се гледат, значи, какви се артериите на нозете, значи аортата како изгледа по цела должина. Значи тоа се многу сериозни испитувања пред да кажам да се заклучи дека еден пациент ќе оди на таква интервенција. Значи се за да се намали ризикот на минимум. 0% ризик нема за ниедна интервенција, тоа го кажувам јас и на пациентите и го тврдам дека е така, било дали интервентна или кардиохируршка, значи 0% ризик од интервенција нема. Такво нешто не постои. Но сепак во нашата клиника ние преземаме сите можни мерки за тој ризик што постои, значи да биде некој
минимален. Да се биде сведен на минимум. Сведен на минимум, да. Да, ја споменавте и аортата неколку пати, колку е таа ја третирате во ангиосалата? Да, имаме тие Имате и тука процедури, тоа се кај аорти кои што се пукнати во тој торакален дел, кај што операциите се сериозно Тоа да речеме најкритичниот момент. Да, се сериозно со многу висок ризик и тогаш ние екипно интервентен радиолог, кардиолог, кардиохирург се стават стентови на тој дел од аортата, значи тоа пак све во ангиосала, значи за да може да се намали ризикот од компликации пукање на таа аорта и да се избегне оперативниот третман, пошто на вистина кај тие пациенти е многу висок, многу повисок од колку кај било кои други процедури. Супер. Колку е стресно да се работи ова? Не знам. Како сте вие како професионалец, долго време инволвирани во ова и се уште напредувате и учите и постојано? Многу години работа. Значи јас секогаш кај мене ми е најдобро кога сум на работа, тука немам стрес. Така. Затоа што на вистина сакам да ја работам работата што ја работам, на вистина работам со многу онака баш љубов и е стресно, нормално има ситуации кога е стресно, но генерално сакам да потенцирам дека ние докторите што се занимаваме со такви инвазивни процедури, ние го знаеме ризикот од сета таа процедура. Ние знаеме што можеме да очекуваме. Значи ние знаеме дека може да има компликација на интервенција, нели? Да. Тоа не го криеме, ниту го криеме од пациентите. Значи јас и на пациентите им кажувам, 0% ризик нема, затоа сум јас тука учена, едуцирана 20 години, за да можам, нели, тој ризик да го сведам на минимум и да можам да ви помогнам. Значи тоа е целата работа. Иначе стресно е, ама за пациентите сме тука, така. Да, за пациентите сме тука, да. Многу убав разговор еве за крај, да ви искористиме додека сте тука во студиото, како да останеме здрави, кои се вашите препораки на нашите гледачи на социјалните мрежи, што луѓето да прават, а што да не прават, а да бидеме што е можно повеќе здрави покрај цело ова обкружување стрес, загаден воздух, процесирана храна, и сите други работи. Вака, правила си има, напишани, пропишани, дали сите ги почитуваме, не знам, нели? Кој како? Кој како, да. Али, што е важно? Значи, важно е, ако имаш симптоми, да одиш на доктор, нели? И ако немаш симптоми над ова, определена возраст, со во фамилијата ризик од кардиоваскуларни, диабет, хипертензија, е добро да се прегледаш, нели? Да. Пошто има редовни контроли, да, систематски прегледи. Да не игнорираме симптомите што ги имаме. Значи, ако имаме хипертензија, да се третира, затоа што диабет ако има да се третира, ако има хиперлипидемија да се третира, затоа што вика тоа све се состојби кои што ако ги третираш и се добро под контрола е како да ги немаш. Да. Значи, така да правиш све што е неопходно за да се смали ризикот од кардиоваскуларни заболувања, е да го намалиш стресот, да. Регулација на стоп со пушењето, регулација на крвен притисок, регулација на диабет и прегледи систематски, да кажам, не мора да имаш симптоми за да дојдеш на доктор. Токму така. Докторка Вилма, ви благодарам што зедовте учество во подкастот. Ви посакувам успешна работа. Ве враќаме на пациентите за половина час. На нашите гледачи ќе им посакам само убав ден. Следете ме на YouTube каналот на Жан Митрев клиник. Следното издание ќе го најавиме на социјалните мрежи, каде што и ќе може да ја видите емисијата. Пријатно.